Ние го поддржуваме во целост моделот на декриминализација по моделот на Нов Зеланд и работиме во насока да обезбедиме услови и разбирање од страна и на владата и на другите политички субјекти кај нас да заеднички овозможиме подобри работни и животни услови за сексуалните работници кај нас. Проведување на законот во нашата држава не е праведно и еднакво за сите граѓани, посебно за сексуалните работници како маргинализирана заедница. Ние како заедница секојдневно се соочуваме со сериозни прекршувања на нашите права, најчесто од институциите. И во случај на повреда на тие права немаме баш никое правично судење, да кажеме, или правна заштита. Ние како заедница не се чувствуваме безбедно во условите кои работиме. Воедно не се чувствуваме безбедно и слободно дури и да пријавуваме проблематики, злоупотреби, па и насилства. Поединци, да речеме, не постапуваат према сексуалните работници кога они ќе пријават било каков случај, дали било тоа психичко, дали било сексуално, дали било физичко малтретирање од страна, дали било на клиент или од колега или нема од било кого. Службената легитимација не треба да им биде да значи заплашување, туку треба да биде знак на доверба што граѓаните ни ја даваат. Се согласувам дека полицајците никако не смеат да настапуваат со предрасуди, лични убедувања, лични чувства во однос на тоа кога ќе дојде лице кој што е жртва на било какво насилство, малтретирање и така натака, а е сексуален работник, значи нема никаква предрасуда. Треба да си ја прими пријавата и треба да постапи. Некои работи кај нас во државата се променуваат бавно, меѓутоа промени има и претпоставуваме дека ќе има уште повеќе и во иднина. Сексуалните работници знаеме дека се третираат како неподобни, несоодветни родители само затоа што се занимаваат со оваа работа и се третираат несоодветно поради предрасудите и личните убедувања и верувања од страна на социјалните работници. Однос нели на признавање на вашата работа, мислам дека треба процесот да иде прво со декриминализација, па потоа наставка се градат и капацитетите на институциите, но пред се да се работи во насока на намалување на стигматизацијата и етикетирањето на луѓето, се подигне свеста генерално кај сите граѓани, за да може да се прифатат на рамноправна основа или оваа работа со сите други. Доколку Центарот за социјална работа направи проценка согласно безбедносниот ризик, нели, потребата на жртвите за сместување, они не смеат да одбијат дека тоа лице треба да биде сместено во шелтер центар. Заштита на вашите права генерално, оние што ви се гарантирани и со меѓународните договори со домашното законодавство. Искористете ги механизмите, искористете ја можноста секогаш кога имате повреда на конкретно право да ги пријавите ваквите случаи, бидејќи со затајување на случаите придонесувате за повреда дополнителни на другите кои што се занимаваат со овие, па дури за случаи како што е сега слушнавме злоупотреба на службените овластувања и должности со барање на услуги кои што верувам дека секторот треба да ги казни ако има такво нешто, но за да може да ги казни треба да бидат соодветно пријавени. Знаеме дека е тешко ама нема откажување. Значи ако располагате со податоци, информации, значи одете до крај, нема повлекување. Се надевам дека можеле во ист таков формат да се видиме за неколку месеци од сега и да видиме што сме направили, што треба да